There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be lit. Ja, изпогреши цялата песна. There's a way everybody say to do it. Що бе изпомеша волко? You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Не ме бушави, не ме бушави. Ка! Не ме бушави. Чекай. And I'm blind. Не бе, што е волко што ме изпогреши в песнава? Why? I'm a man. Can't you see what... Не ме дави! Кариерата ми я уништи! Ми отида музичката кариера. I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. Немој бе, Кико! But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you. Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody. Love somebody the way I love you. There's a light, certain kind of light that never shone on me. I want my life to be lived with you, lived with you. Na 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 na. Песна не е таа што ја мислите, но како и да е, нека ова наше малечко смешно, смотано, смрдливо, стинки видео остане забележено, не! За секогаш во мемуарите на YouTube каналите. Мрш! Значи, ние сме Снежана и Христијан. Ова е нашиот бенд Снежна мрежа Stories. Од време на време пееме по некоја песна, се со цел да еден ден се сеќаваме на некои глупости што сме ги правиле кога сме биле помали. И да остане запечатено. Немој! Не, он е фино културно дете, само кога сака да биде. Значи ова е вака, ова е моето дете. И, но немој! Гумце си. И, бидејќи често пати кога се коментирам, односно слушаме коментари нели за косата на Христијан, зашто е таква, вака, онака, дали јас се шишам или пак некогаш не е важно, сакам да кажам ова. Значи косата на Христијан шиша вака. Затоа што бев инспирирана. Затоа што бев инспирирана од вакво, беге, од Битлси. Немој. Овие неколку може да снимам? Плиз. Значи овие неколку дена, поготово овие неколку дена, слушам многу видеа. Во врска со Битлси, како група, и во врска со, особено со Пол Маккартни. Може да не гледаш, може да се снимам? Плиз, значи. И
на тие видеа, она што можам да го забележам јас, тоа е дека Битлси како момци биле страшно пристојни, многу фини и многу културни. Значи, она што ми е интересно кај Битлси е тоа што се наметнале на публиката, ако може така да се каже, они биле мега цареви, уствари. Се наметнале на публиката со тоа што биле многу пристојни. Никогаш не пцујат во нивните интервјуа, секогаш кога даваат интервјуа, даваат во врска со нивните песни, како направиле музика, како ја направиле таа песни, така натаму. А никогаш, например, немаат некакви вулгарни, било какви зборови или било што. Значи, она што многу ми се допадна кај Битлси е нивната култура и пристојност. Значи, например, песната што ми доаѓа моментално во глава е Love, love me do. You know I love you. I always be true. So please love me do. Oh, love me do. Сега, зашто толку стари овакво, зашто толку стара група или слично? Затоа што, коригирайте ме ако грешам, во денешно време се добива многу лесно и на тацна, за разлика од тогаш, кога за да се создаде некакво монументално дело, била потребна еден цел процес, значи еден цел историски процес, еден цел историски контекст во кој што се наоѓала одредена група или нешто што требало да стане нешто мега популарно. Например, еве сега, баш денеска, тоест, гледав едно видео, девојка рекламира телефон, некој си сега нов излезен телефон и прикажува, значи, колку лесно излага зумот, односно како лесно се снима, излагаш нели вака, па те зумира, па ти одиш напред, па одиш назад, па не знам ти додава насмевка, ти додава позадина, ова, она. Сето тоа што некогаш било премногу тешко да се направи за тоа што за нешто што требале него требале дури недели за некоја работа. Сега сето тоа го прави мобилен телефон, например, за вас и вие сте топ среден и слично. И денеска баш кога го гледав тоа видео на таа реклама, си помислив колку и убава работа е што работите се толку многу леснати, но и не е убава. Еве, например, повторно ќе се вратам на Битлси, кој што за да ја создадат целата таа музика, да бидат толку многу големи како што се. Они поминале низ многу нешта во животот. Животот толку многу ги, што се вика, ги прочешljал, едноставно ги допрел, немале сите, например, да речеме, не потекнувале од некоја си висока класа во општеството или не потекнувале од семејства каде што било лесно да се живее или слично, напротив, сите тие морале да мислат на пари и да заработат пари. Всушност, така целата работа почнала, кога се нашле во еден бенд, каде што знаат да свират, каде што знаат да прават музика, имаат гитара, имаат микрофони и тоа се. Значи, да, имале средства како да направат нешто. Идејата, прашањето е било, ајде да направиме пари, како да направиме пари и тоа како да направиме нешто што најдобро знаеме, нели? Тоа било да прават музика. И така почнала целата ситуација. Не знам дали сум доволно јасна што сакам да кажам, но поентата е како сето тоа целата таа нивна безпарица во тој период во кој што живееле таму 60-тите, ги натерала да го извадат најдоброто од себе и почнале од песна за песна, па добиле добар менаџер, па тој почнал да ги носи на концерти и да создава од нив бренд и така тие настанале големо име. За разлика од сега, од денешно време, каде што буквално е доволно да се појавиш на некое YouTube видео, како сега ова што е добро да го монтаж, да го направиш, да го измонтираш, добро да направиш видео едитинг, нели видео едитери денешно време што се бараат и тоа видео да изгледа како да го правеле во студио 10 часа, 20, цели 2 дена и слично, а всушност на него не е работено воопшто, односно тоа го средила камерата или програмот или нека апликација и така натака. И
затоа сакав така да се обратам, да го направам видео и да кажам своje мислење онака колку нештата се бескрајно различни, но тоа си има своји и лоши и добри страни, секако всушност како и се во животот, што има своји добри и лоши страни. Јас кога се гледам вака на камерава изгледам огромна, а всушност не сум, инаку сум во период на постење и во период кога исто така го молев Господ да ми помогне да ослабам, бидејќи имав последното мерење 98.900 и кога ја видов таа бројка се препастив и си реков Господи, помагај, затоа што не можам сама ова да го завршам. Многу ми е големо искушение храната, многу сакам да кркам, многу сакам да бутам уста и затоа денес ова е новата кола на Христијан, денес ја купивме од Атлантик Битпазар и затоа го помолив Господ да ми помогне да ослабам. Моментално, после 2 или 3 месеца од таа ситуација кога се помолив, кога го реков тоа, кога го одлучив тоа, имам 92.800. За мене тоа е огромно достигнување и ќе продолжам во таа насока. Значи, тоа беше тоа што сакав да го кажам во врска со големата леснотија на живењето која што имаме ние во денешно време и која што би сакала да се искористи во наша корист, значи да видиме дека сето ова што ни го леснува живењето, не смееме да дозволиме да ни го отежни на подолги стази. Значи не смееме да дадеме, да речем, да не вложиме ништо. Не смееме да немаме своји соништа и надежи, не смееме да немаме свој начин на гледање на работите, за било што и со самото тоа да се изгубиме себе си. Тоа е тоа. Песнава за жал не успеав да ја испеам, нешто сум погрешила во пишувањето на текстов, го препишував на брзина од интернет и најверојатно не успеав да запишам некој дел. Поентата ми беше да испеам оваа прекрасна песна која што ми дојде во глава, значи од Bee Gees. Од 1966 година напишана и навистина многу убава. Меѓутоа, ете, нешто не се снедов, нешто не препишав како што треба, некои делови овдека фалат, затоа не звучи така убаво. Нели, there's a light, certain kind of light that never shone on me. Па-ра-ра-па-па-па, ти-ра-ри-ра-рам, на-на-на-на. There's a way, everybody say, to do it, na-na-na-na-na. Не, нешто фали овдека, не знам што. But if I ain't got you, I ain't got you. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. To love somebody the way I love you. Ако ви се допадна ова чудно видео, лајкнете го, уште подобро сабскрајбнете, ако не здравје. Се гледаме во некоја наредна прилика кога ќе ми дојде повторно некоја песна која што ќе сакам да ја испеам. До тогаш, убав ден, убава ноќ и се гледаме.